Постојат многу малку работи во светот во кој што Македонија е на 10-то место или ако сакате во топ 10, во најдобрите 10 во светот. Едно од тие од денеска и официјално, според не било кој, туку според Светската банка, е Република Македонија во делот на најдобри бизнис клими, најдобра бизнис клима. Извештајот Doing Business на Светска банка беше еден од главните елементи во пропагандните кампањи на владите на Никола Груевски кон домашната јавност во обидите да се придобијат гласови за изборите, но и кон странската во обидите да се привлечат странски инвестиции. The number one destination for doing business in Southeast Europe. И не само на владите на Груевски, туку на владите во многу други држави кои 17 години колку што трае историјата на Doing Business го користеа извештајот за да ги покажат компаративните предности за водење бизнис во нивните во однос на други земји. Така беше се до пред неколку недели кога Светска банка, која стои за Doing Business, обелодени дека во октомври годинава нема да го објави редовниот извештај. Doing Business оди на пауза. Колкава, засега не се знае. Причината, како што објаснуваат од Светска банка, се бројните пријавени нерегуларности за промената на податоците за извештаите за 2018 и 2020 година, објавени во 2017 и 2019. Промените во податоците беа неконзистентни со методологијата на Doing Business, пишува во соопштението на Светска банка. Што значи тоа? Дека не се почитувала методологијата пропишана од Светска банка за рангирање на државите во Doing Business извештаите. Од банката објаснуваа дека интегритетот и непристрасноста на податоците и анализите што ги објавува се од клучно значење и затоа, освен што ќе паузира со објавување на извештајот, ќе спроведе систематска ревизија и проценка за извештаите во последните 5 години. Doing Business и пред оваа одлука на Светска банка беше сметан за во најмала рака проблематичен извештај, зашто се темелеше на индикатори за правната рамка за водење бизнис, она што е дефинирано во законите и другите прописи на хартија, а немаше начин да се измери дали тоа се применува и во пракса. Поради тоа, често имаше проблем да се објасни добрата позиционираност на некоја држава, вклучувајќи ја и Македонија. Истрагата, која како што најави Светска банка ќе оди 5 години наназад и ги опфати и златните времења на Македонија. 30-та во 2015-та, 12-та во 2016-та, 10-та во 2017-та, 11-та во 2018-та. И годинава, како што знаете, невработеноста константно опаѓаше во секој квартал, така што очекувам тој тренд да продолжи, сега кога веќе е известно дека избори ќе има, а за мнозинството граѓани верувам известно и како ќе биде нивниот исход. Мислам дека до крајот на годината ќе продолжи овој тренд, а веќе следната година очекувам повисок раст на економијата, поголеми растови на индустријското производство, поголеми растови на сите други економски параметри. Високото рангирање на земјава на Doing Business беше еден од главните PR елементи на власта на Груевски за да се покаже економскиот подем, како што тогаш се нарекуваше. Doing Business е извештај на најрелевантната економска институција Светска банка, изработен врз меѓународна методологија прифатена глобално. Тоа е причината зашто треба да не радува фактот што Македонија се најде на 10-то место во конкуренција со сите држави, вели министерот Миновски коментирајќи го најновото издание на извештајот. Деловното обкружување представува основен предуслов за развој на приватниот сектор. Наодите во Doing Business и годеа и на поставата на СДСМ која во јуни 2017 дојде на власт. Македонската економија е 10-та во светот, а 4-та во Европа за водење бизнис. Споредено со лани, тоа е напредок од едно место и на светско и на европско ниво. Најдобро се води бизнис во Нов Зеланд, Сингапур и Данска. Македонија нуди најдобри услови за водење бизнис во регионот. Далеку полошо рангирана е Словенија на 40-тото место. Следуваат Косово, Србија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, Албанија и Грција. Најмногу заостанува Босна и Херцеговина, пласирана на 89-тото место. Тоа е спротивно на она што опозицијата долго време го најавуваше дека Македонија ќе уназадува во ова рангирање. Со одлуката за ревизија Светска банка ги потврди сомневањата на експертската јавност дека нешто не е во ред со незините годишни рангирања и дека креира лажна слика за реалната бизнис клима во некои држави. Šta se stvarno dešava na tržištu, najbolje pratite preko anketa privrednika. Znači, kada pitate ljude na terenu sa čime se suočavaju, kakvi su problemi, da li postoje određene neregularnosti, da li su neke firme protežirane od strane države, da li se neki tenderi nameštaju, da li, pored toga što po zakonu treba da dobijete rešenje u određenom vremenskom periodu, morate da platite nekome, onako što kažu, ispod stola da biste ubrzali taj proces. To ne možemo da vidimo kroz ovaj indeks.
Ревизијата се покренува најмногу поради укажување за лажирање на податоците во полза на Русија, Кина, Саудиска Арабија, Азербејџан. Но ако имало манипулации за едни, нема гаранција дека немало и за други земји. Истрагата е во тек.